интересно прашање е како да е забрането, нели, во Европа без граници, ние да се дружиме со македонците во Егејска Македонија и тие не тераат, односно потпишува еден човек, веројатно за големи пари, кој претходно беше премиер, кој познат по тоа што лаже, таткото на лагата е сатаната, да се откажеме ние од своите браќа. Видете, ние го имаме, кој не го љуби братот свој, се вели во Светото писмо, пребива во смртта, оди во темнина. Видете, тој е човекоубиец, не го љубиш братот свој, а ти ми забрануваш со државен потпис, од кој, например, македонците не се согласуваат, си го изнасилил за пари, да се откажам јас од братот мој од македонецот. Нема да се откажам, зашто ако го напуштиш царскиот закон на љубовта, ги оставиш тие македонци без љубов, се откажеш од нив, ти се откажуваш од самиот себе, излегуваш од царскиот закон на љубовта и тогаш живееш око за око, зап за зап. Што правиш, тоа ти се прави. Прашање е зошто новие средби не може да се зборува на македонски, например, како што можам во Пиринска Македонија да одржам некој говор, беседа, во духот на Исусовата сила и љубов, како оние што ги држам во Пиринска Македонија, кој што, например, говорот, кога го подсетував председателот на таа земја, од другата страна на Пирин планина, го виделе 500.000 луѓе. Зошто не може овде да се проговори, да им се каже што треба да направат грчките политичари, да ги признаат македонците, нели се христијани и тие православни, да ги отворат границите, да живееме како браќа и пријатели, да се покајат за геноцидот што е правен, тоа етничко чистење со тие чети што ги викал Христови војници, ги благословувал Мелас и Каравангелис, а колеле жени и деца. Тој грев ќе треба некој да го отплаќа, или ќе ви се случува и вам, затоа доаѓам овде и покрај се што, например, Театарот Скрбиутека кој ги организираше овие средби во Македонија, еднаш годишно во февруари да дојдат македонската култура од сите соседни земји од македонскиот полуостров, ги укина, речиси скоро сите средства се укинати, а од друга страна се формираат институции на друг јазик во Македонија и се прави паралелна држава, внатрешно ткиво како рак рана, која сака да го разјади и да го уништи македонското ткиво, за разлика од тоа, например, македонците во Албанија многу малку добиваат средства за култура, немаат двојазичност, немаат универзитети на македонски, а се работи за слични бројки на пребивање. И ако нешто се случи, тие веднаш се закануваат, ете затоа сме ние овде, македонците, да ја шириме Христовата љубов и денеска можам да кажам, дојди Господе Исусе Христе во Македонија и помогни ни, затоа доаѓам овде за слава Исусова, да ги љубам своите браќа во Егејска Македонија.